Господин Трајнов, добар ден, добре дојдовте во вестите на Македонската телевизија. Добар ден. Се надам дека ќе имаме конструктивен разговор околу овие актуелни теми кои што ги најавивте. Аз се разбира, и јас така очекувам. Еве, тоа и во најавата го слушнавме, она што беше вчера посочено и од собранискиот спикер, можноста за после исцрпување на дебатата по иницијативата за уставни измени, дека не значи дека веднаш треба да се гласа, може да се причека. Експлицитен беше Џафери, додека не се обезбеди двотретинското мнозинство, кое сега очигледно власта го нема. Кршење ли е на оваа процедура или пак деловникот тоа го дозволува да се имало такви пракси? Мислам дека, бидејќи овај целиот процес е своевидна манипулација со јавноста, СДСМ и ДУИ влегоа во една пробугарска коалиција и не се работи само за уставни промени, се работи за имплементација на целокупниот пакет на документи, преговарачката рамка, општиот став, заклучоци, сите тие документи практично ги абсорбираа бугарските барина. Наместо билатералните прашања ги решаваме како две соседни држави. Бугарија успеа, а Македонија ништо не направи тоа да се спречи. Тие билатерални прашања кои што ги наметна Бугарија ги вградија во сите овие документи на Европската унија. Значи процесот е доста сложен и мислам дека влегол во една авантура и сега ги поедноставуваат работите, дека се работи само за техничка промена на уставот. Апсолутно не е тоа точно. Дури имаме сериозни забелешки на целиот предлог, бидејќи требаше да се даде само иницијатива, не конкретен текст во која насока ќе се менува уставот. Како и да е, мора да се почитува процедурата. Повеќе од јасно е дека сега видоа, бидејќи година дена манипулира за уставните промени. Тоа беше топ тема, но никош не ги подготвија. Сега кога почна процедурата, знаат дека нема мнозинство и викат не е битно кога ќе гласаме. Битно е. После исцрпување на дискусијата мора веднаш да се гласа. Тоа прашање не може да се остави отворено и повторно да купуваат време за да речеме да помине целиот мандат. Ако немат мнозинство на 18 август или од кога ќе заврши дискусијата, и ако нема мнозинство, треба да се види дали имат или нема. Ако немат мнозинство, мора да прифатат предвремени парламентарни избори, бидејќи тоа е наш национален државен интерес. После изборите сите отворени прашања ќе се решаваат. Да, токму еве и пред да почнеме со разговорот, ја слушнам изјавата и од премиерот Ковачевски, доста оштар во однос на тоа дека всушност вето од надвор нема, туку ветото би можело да дојде однатре и алудирајќи на оние што се против уставните измени, дека се всушност под влијание, руско влијание, политичари што се корумпирани. Ова затоа нагласи, ова е пробугарска коалиција предводена од ДУИ. Значи ДУИ преговара со Бугарија цело време и ние мораме да водиме сметка за нашите национални државни интереси. Дали овој процес што сега е почнат, дали ќе заврши позитивно за интересите на Македонија. Бидејќи многу прашања ќе ги отвори Бугарија, бидејќи тие се дел од преговарачката рамка, кои што ќе влијат на натаму на нашите односи со Бугарија. Ние што бараме околу градување на бугарите во уставот? Не е проблем тој дел, проблем е што немаме ние обезбедено нити побарано како држава реципроцитет. Доколку Бугарија се сложи да дозволи регистрација на здруженија на македонците, тоа значи де факто да го признае македонското малцинство, а со тоа ќе признае постојата македонскиот народ, нашиот јазик, историја, култура и другите прашања. Ако обезбедиме реципроцитет, мислам дека тогаш поддршката за уставните промени, али само за нив, ќе биде многу поширока и мислам дека сме на пат да обезбедиме поширок политички консензус, но не е битно стават на партијата на Демократски сојуз или на ВМРО ДПМН или на другите опозициони партии. Клучно е дека над 80% од граѓаните не се служуваат под притисок, под уцини да прифатиме повторно промена на уставот на нашата држава. Но добро, господин Трајнов, сметате дека не се доволни еве условно овие, да речеме, иако никој експлицитно цврсто од меѓународната заедница не кажал, но одредени гаранции дека нема повеќе да има блокади. И зошто, да речеме, како ќе се најдеме ние во позиција кога да заглавиме во евроинтегризм? Нема да заглавиме. Овој процес погрешно го почна, ДУИ се заедно. Тие практично ги блокираат евроинтеграциите, не опозицијата.
Ако кога стигна францускиот предлог, ако се отворише широка расправа, ако ги прифатија предлог за заклучоците кои што јас ги подготвив како резултат на сите сугестии од ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ и од другите партии, требаше да направат исчекор, да ги прифатиме тие заклучоци, тогаш ќе имаме и подршка на целиот процес, но и резерви околу содржината на некои решенија во преговарачката рамка. Посебно, инсистираме ние македонскиот јазик да стои дека ќе биде службен, официјален после примет на Македонија во Европска унија. Тоа не се направи. Натаму бараме билатералните прашања, посебно договор за добро соседство, да не биде дел од преговарачката рамка. И тоа не се направи. И други имаше сугестии за белешки кои што дава можност да имаме резерва према одредени прашања и ќе вршиме притисок, што е најбитно. Значи, тој процес добро се движеше, СДСМ дигна рачна. Не сакаше да продолжи да разговарат околу тие прашања, затоа што пред било каква јавна расправа, политичка, експертска, медиумска, тие прифателе решенија кои сега не можат да ги испорачат, кои што се на штета на нашите долгорочни стратешки интереси како македонски народ, бидејќи договорот, имплементација на договорот со Бугарија, каде што има една апсолутно неприфатлива одредба, дека имаме заедничка историја и сите проблеми од тука се практично раѓаат проблемите. Дали ние како држава треба да прифатиме да разговараме за Охридската архиепископија, дали е таа бугарска или македонска, дали ние треба да разговараме сега за Илинден, бидејќи еве тие повторно сега ги актуализираат тие прашања. Декларација доставија и бараат подршка од сите политички партии. Не, зборуваме за бугарскиот парламент, веќе прифати. Сега има најава дека председателот на владата на Бугарија најавува дека Свети Кирил Методи ќе ги прогласат во уставот дека тие се практично бугари, дека тие дале писменоста што, значи, што е суштината преку да речеме сечење на корените на нашата нација, тие во суштина сакат да не донесат до 45-та година, а се претходно што е како револуционери, како историски настани факти, да ги избришат. Значи, да бидеме ние народ без корен. Тоа не треба да го дозволиме, затоа не е само тоа што зборува премиерот Ковачевски технички проблем. Многу поширок, комплексен проблем е. Овие односи практично се нарушени од страна на Бугарија. Ние треба да направиме се, да си го заштитиме нашиот дигнитет, нашиот идентитет, се оно што е врзано за нашите традиции, историја и на тој начин, ако имаме историја, имаме перспектива, имаме и иднина. Поспротивно, ќе се најдеме во една тешка ситуација. Граѓаните, македонскиот народ, не прифаќа вакви решенија кои што сега ги предлага ДУИ, а ги поддржува СДСМ. Да. Еве, спомнав, значи, во разговорот, па затоа јас мислев на тоа, денеска и СДСМ како потврда на нашиот идентитет е новата декларација што е предложена во собрание за Илинден. Се бара поддршка од сите пратеници, повторно декларација. Имате тука некои посебни забелешки или па ќе биде гласањето за Илинден? Мислам дека апсолутно тоа е голема глупост, да не кажам, будалаштина. Сега, значи, во 21. век, сега да носиме декларација, што значи спорење за нас Илинден, апсолутно не е споре. Тоа е наш најсветол празник, кој што сите го чествуваме, славиме, и апсолутно нема потреба од носење на било какви декларации и резолуции. Пандан на тоа што го направи Бугарија, СДСМ се сети, сега ќе предлага резолуција, односно декларација во нашиот парламент. Мислам дека многу ефтина политичка пропаганда се обидува да направат, но таквите, да речеме, испади на СДСМ, народот не ги прифаќа, ги осудува и таа резолуција ќе биде пукање во празно. Апсолутно нема никаква тежина, нити пак има некаков, да речеме, одјак по јавноста или по широко во балконата или во Европа. Добро. Еве, ќе видиме во секој случај како ќе се одвива ситуацијата во однос на иницијативата за уставни измени. Секако, она што кај политичките партии пред се, условно кажано,
кај партиите од третиот блок е покрај ова што е нели ситуацијата е поврзано и со измените во изборниот законник, инсистирате на закон за една изборна единица, па потоа можеби евентуално предвремени избори или избори за равноправен дуел на тие избори. Докаде се разговорите? Може ли е наскоро консензус за Македонија една изборна единица? Па се случи една многу интересна работа. Законот повеќе од 2 години во процедура и пред 15 на дена во првата фаза беше подржан овој закон од сите измените на изборниот законник од сите политички партии и сега го блокира. Требаше да има јавна расправа и да почнат да почне втората фаза, тоа е преку амандмани да евентуално ако има некакви сугестии, сега е блокиран. Комисијата за политички систем и односи помеѓу заедниците не закажува јавна расправа. Значи го развлекуваат, со тоа што сега он си ги затвора председателот Алаџафери и своите седници, исцрпен дневен ред, ја помина и оваа точка, иначе беа категорично дуи против, СДСМ беа против, бидејќи бара општ консензус, што не е возможно сите партии да се сложат, секогаш ќе има некој што е против, но еве сега ситуацијата ваква. Ние инсистираме едно стратешките работи кои што значат реформи во државата или демократизација на државата, на изборниот процес е промена на корените промени изборните правила. Тоа засега е блокирано. Ќе видиме натаму како ќе се развива овој процес. Да, прашувам затоа што декларативно кога прашуваме, кога се одговара, да, сите сме за, но секогаш но. И сега гласа сите за и ДУИ, СДСМ, ВМРО, да помалите партии гласа за. Првата фаза помина промените изборниот законник, но, како што ви кажав, се до тука блокира. Разидувањата се можеби во однос на колку да биде процентот можеби за бројот на, ајде да речеме, порано имаше разлики во бројот на изборни единици, но секако се веројатно е цензусот. Македонија да биде една изборна единица, прагот, изборниот праг природно се формира, но сме подготвени да разговараме ако има сугестии, преку амандмани, да се дефинира одреден праг. Апсолутно тоа прашање е отворено, но нема да дојдеме до таа фаза. Поготово ако пропаднува авантура на ДУИ со СДСМ, останалите измени и очекуваме тогаш во наш национален интерес е да има избори, бидејќи државата не може да се движи напред како што ги водат сега работите ДУИ подржани од СДСМ. Така, еве уште една секако доста значајна тема која деновиве во јавноста доста реакции предизвика, тоа е дали ОТА, односно тајните служби располагаат со софтверски предатор или мрежа за следење комуникација. Опозицијата обвинува дека тоа се прави неконтролирано. Комисијата за надзор на тајните служби побара извештај да се врати од ОТА и од Агенцијата за безбедност. Дали се располага и со не, чинам дека ако не се лажам имаше некоја да се направи и увид, дали бевте вие како комисија во агенције, какви се сознанията последни, дали агенцијата вели дека нема таков софтвер, што може да се утврди? Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност оствари поседе вчера и завчера, разговаравме, се разбере дека тие средби се, да речеме, со класифицирани информации, не можам да ги доводено, но генерално е тоа дека во Република Македонија ниту една институција не располага со овие сложени, софистицирани системи за прислушување, софтверски системи, Пегасус и Предатор, нити пак имат информација оние дека било кој друг располага со такви системи. Затоа што интенцијата ние сигурно дека треба да одиме чекор со времето. Ја треба да имаме системи за заштита на нашите витални интереси како држава, тоа не е спорно, но се треба да биде регулирано. Има според некои информации дека ОТА учествувала во некакви преговори, разговори околу набавката или обука на кадри на припадници од ОТА. За таму се уште немаме информации, веројатно тие ќе достават во писмена форма, но за сега треба да веруваме дека такви системи не располага државата. Понатаму како ќе се добијат информации, сигурно дека ќе бидат споделувани со јавност. Важно е дека институциите за безбедност за сега функционираат
согласно потребите, се гарант за стабилноста, безбедноста на државата и комисиите при посета на овие две клучни институции дадоа целосна подршка на процесите што се врзани за унапредување на работата, техничко опремување, кадровски и така натаму. Значи сите ние сакаме тие да бидат гарант за стабилноста, да бидеме сигурни. Но има едно клучно прашање кое што јас инсистирав и во допис од овие институции, дали ние располагаме со кадровски, технички, кадровски потенцијали, технички, да речеме, средства, да бидеме заштитени како граѓани, но исто така и носителите на високи државни функции од надворешен пристап преку овие системи. Дали ние можеме да гарантираме како држава дека секој граѓан е заштитен од надворешни, вклучување на надворешни системи од странство, зборам за прислушување. Тука мислам дека треба многу повеќе да се работи. Павле Тајнов, председател на Демократскиот сојуз, ви благодарам за учеството во вестите. Благодарам и на вас.